Добро вечер, Скопје! Да, сега кога ги ослободивте рацете, не плескате, имате смоки таму, некој грицки од витаминка покрај вас, можете слободно си ги грицкате, само полека грицкајте, да не се задајете, пошто ги има многу смеење. Исто така имате и ваучери од платформата Глеј, со бесплатна претплата, и ти глеј да гледаш, разбираш? А сега глеј каков сум. Луѓе, шо ќе правиме со цениве, бе, луѓе, бе, еј. Страшна работа е ова, бе. Сега пред да дојдам тука, идам на бензинска и му викам на тој, стај ми за 500, знаеш. Идам на каса, вика, господине, 580. Шо направивте, бе, све поскупено у пичку, ма да и чорапите се поскапени исто. 2 за 100. Да, иначе глуп сум, не ви се представив. Јас сум Игор Стојанов Баркли и пораснат сум во мултиетничко општество и мултиетничка средина. И знаете што, морам да признам дека никој никогаш ме нема навредено по етничка основа. Сите ме викаа: "О, дебел! Дојди ваму! Еве ти 10 денара да ми купиш хамбургер, црн сок, Малборо црвено голд, Олбрица Бостан и кусур да ми враќаш." Да, кога се тепавме умало, сите беа Брусли, ја бев дебели. Тоа е. Абе, кој ми е крив, бе? Кој ми е крив? Дека сите си играа со колички, јас си играв со авиончиња. Ама хранливи авиончиња, оние уста што ти завршуваат на крај. Да. Оваа уста беше еден од најпрометните аеродроми у тоа време, бе. На регионално ниво, слушаме што ти зборам. Да, само што слетало тука, не полетало после назад. Да, иначе, види, ја до 7 оделение си играв со хранливи авиончиња. Више у пубертет бе влезен, озбилно ти кажувам. Само тогаш малце ми се смени звукот на моторот на авиончето, знаеш, од стана. Еј, бубулица. Да, види, до душа сум си играл ја и други игри, да бидеме реални сега, не дека само таа игра сум си ја играл. Со другарчињата мало сум си играл, например. Памтам еден убав сончев ден, со едно другарче, за потребите на овој стендап ќе го викаме... Уствари не го викаме, вич дека не доаѓа, све да му ебам, шипка у глава ми даде братот. Шипка у глава ми даде братот, си играме, на шала, на смеа, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ја плачам, врескам, не знам што се дешава. Се симнува татко ми пред зграда, доаѓа мајка му на Шипкаров. И вика: "Комшија, деца бе, си играле." Многу добра игра, супер игра, што да ти кажам, само малце боли глава. Тоа е, имаш и една друга игра од која што боли глава, која ќе се ишишаш, не знам дали ја знаете. Пролет, лето, есен и тука зима и се зима залет, више тука е. Септе! Да, трауми од детство, види, рамна ми е главата од тоа, уште, види. Та, гледаш? Жими све ти кажам, ја не се шишав до пред 2 години ради тоа, озбилно. Страшна работа. Имало игри од кои што не боли глава, сум си играл и такви игри. Памтам имаше една, да не беше таа игра, немаше да знам на саат да гледам, озбилно ти кажувам. Ке ме прашаат колку е саат, ке им кажам 15 до 3. Леле, колку убав саат! Дај да го гледам. И тука одма ти станува јасно колку е саат, нели? Така. И кога го вадиш саатот, му го даваш, го зима, го гледа и ти вика: "Со здраве да си го носам, а?" Да, само не ја играв често оваа игра, 2-3 саата месечно. Толку, да. Види, не, има мани тоа кога растеш у мултиетничка средина, ама има и своји предности, озбилно. Например, можеш да научиш уникатна хибридна граматика, да се описмениш на интересен начин. Ја еднаш идам на Битпазар, требаше некој црева да купам,
И идам на тезга, викам здраво, дечко и сини, колку пари ти се овие црева? Ме викам, мислиш цреви? Викам, не бе црева. О, ти неписмен! Една црева, повеќе цреви. Значи да знаете, еве, да знаете, кога е една е црева, кога се повеќе, како? Цреви. Така, многу лесно, да, жими све. Исто така можеш и јазици да научиш. Ја ромски, например, знам по некој збор. Да, и тоа ја знам најлошата пцовка на ромски. Знаете како се пцуе најлошо на ромски, ако сакате некако многу да го навредите? Те дакере кара. Слушнал некој за таа пцовка? Не, а? Знаете што значи те дакере кара? Имам еден другар ром и го прашувам, викам, што значи бе тоа? И вика, брат, многу страшна пцовка. Викам, добро бе, кажи што значи. Од на мајка ти куровите. Викам, што? Од на мајка ти куровите. А, викам, добро, чиме од на мајка ми куровите, јас се извинувам, стварно. Значи, нема да ми се повтори, од на мајка ти куровите, да. Исто знам и албански по некој збор. Знаете како се вика бегај на албански? А, никој не знае бе, што е бе, не знаете албански бе. Ик! А бегај брзо? Ик, 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 ик. Да. Исто така можеш да научиш и многу лекции на тема меѓуетнички и меѓурелигиски односи. Една нова година влагаме во такси со уште тројца другари. И таксистот не гледа и вика, нова година, а? Кам, да бе, нова година. И јас сум славел нова година на ваши години, у Хрватска. Каде? У Хрватска, сум ебел Хрватица. И викам, добро, и го ебам, и она вика, Исусе, Исусе, ја му викам, не Исус бе, јас сум Азем. Ви благодарам, тоа беше се од мене за вечерва. Се гледаме друг пат. Чао, чао!